Од сабота задолжителна зимска опрема во возилата. Стапува на сила обврската за моторните возила која ќе трае до 15 март. Согласно законската регулатива во земјава, зимски гуми се оние кои имаат како ознака МС, М+С и МС како и знак на снегулка. Оние кои имаат возила до 3,5 тона можат да користат зимски гуми на сите тркала или летни гуми, но и задолжителни синџири за снег. Автомобилите со погон на 4 тркала мора да користат зимски гуми на сите тркала, а втора опција се летни гуми и синџири. За возилата кои се над 3,5 тона, односно автобусите и товарните возила, задолжителни се зимски гуми на погонските тркала или летни гуми како во претходните случаи. Познавачите на сообраќајот велат дека е многу важно луѓето да имаат квалитетни зимски пневматици, бидејќи истите влијаат на управувањето и безбедноста на учесниците во сообраќајот. Во зимски услови особено би требало да се внимава, како што рековме, прво на пневматиците и на гумите, тие да бидат соодветни за соодветната сезона, да имаат квалитетен протектор или оној газачки слој кој што гази на коловозната лента или на патната подлога, за да не се создаде одреден филм, да речеме, или вода, снег и така натаму помеѓу гумата и патната подлога, што влијае на управувањето и на кочењето, како што спомнав. Дел од луѓето кои ги анкетиравме велат дека и пред време ја завршиле оваа обврска. Зависи како ќе слушнеме, некојаш покасно, некојаш порано, пред дена и тоа така. Така, ви се случило да ве фати полиција со летна опрема во зима? Не, да. Значи генерално ги почитувате? Да, секојаш. Редовно и сам не се забарам со термини, не знам. Така, значи запознаени сте со законските обврски. Да. Така. Се случило некогаш да прескокнете промена на... Да прескокнам не или пред време или со задоцнување, ама редовно си меѓам. Имам сменет. Така. Пред време. Пред време. Да. Гуми соколинци од МВР потенцираа дека не се дозволени и оттаму апелираа на внимателно возење предстојниот период.